случува спортски меѓу фудбалерите на теренот. Почнуваат вербалните препирки меѓу противставените навивачки групи. Паузата од случувањата на теренот разбирливо ја заинтересира публиката да го насочи своето внимание на друга страна. Три минути се одигра од мечот, барем досега убедливо подобар противник тимот на Милано. Не успеа да претвори во водечки погодок две шанси. Глигоровски уште во третата минута изнуди интервенција од голманот Пачовски, а 6 минути подоцна празен гол без малку промаши Сашко Лазарески. Единствената закана што ја има фудбалерите на Вардар кон голот на Јурединовски беше оној итро изведен корнер од Глигоров. Се обиде да го шокира, да го изненади Јурединовски, но одбрани чуварот на мрежата на Кумановската екипа. Убеден сум дека ќе го надомести времето што ќе се загуби судијата Петковски. Без намера да судам, меѓутоа малку полиција присутна во аголот од стадионот во Куманово. Малку припадници на безбедносните сили, имајќи предвид дека присутна и навивачка група од Скопје. Се сеќавам во септември на комитите не им беше дозволен пристап во Куманово и воопшто поддршка на вардарци при претходното гостување на овој стадион. Што во никој случај не е доликува на фудбалските борилишта, на спортското витештво, посебно што Милано и Вардар барем засега игра извонредно коректен, фер спортски натпревар со размудрување единствено на теренот. Многу пријателски делува играчите на двата тима, па и при оние бројни контакти што ги има меѓу нив. Предпоставувам, оти се очекува полициско засилување кое би успеало да направи тампон зона меѓу двете навивачки групи. Веќе 3 минути официјалниот записник, но некој ќе мора да одговара што не беа преземени безбедносните мерки на начин што доликува со оглед на важноста што го имаше овој спортски натпревар. Се она што